Со цел подигнување на свеста за потребата од донирање органи, Националното здружение на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето Храбро срце од утре започнува со кампања. Исто така бараат од Министерството за здравство да се погрижи за доусовршување на тимот за трансплантација, но и за едукација кога станува збор за експлантација на механичката потпора, а потоа трансплантација на срце. Нашата кампања почнува в четврток на 22 октомври во форма на видеоспотови кои ќе се прикажуваат по сите национални и локални телевизии, како и на социјалните мрежи. Видеоматеријалите ги собиравме 4 месеци наназад и имаме собрано преку 150 видеа од јавни личности, доктори, пациенти ширум светот, пациенти веќе трансплантирани и пациенти кои моментално се со помпа. Имаме видео од подржувачи од Хрватска, од Босна, од Канада, од Америка, од Шведска, од Шпанија и така натаму. Извинете ако некого заборавив да споменам. Преку оваа кампања се надеваме дека ќе се крене свеста кај народот со тоа што луѓето ќе се информираат кои се законските правила за да се биде донор, а воедно и ќе се потенцира потребата од донација на органи. Мора да потенцирам дека наскоро очекуваме одговор од надлежните институции да се изјаснат докаде е процесот со едукација на тимот за трансплантација, бидејќи тоа беше изјавено од страна на Националниот координатор за трансплантација дека според програмата за 2020 година е предвиден буџет за едукација на докторите. Од ден на ден бројот на членови во здруженијето се зголемува, а истовремено неколкумина за жал не ја дочекаа трансплантацијата. За овие 7 месеци изгубивме дури 8 храбри пациенти. Загрижувачко е тоа што се почесто имаме млади пациенти кои добиваат ваква механичка потпора, велат од здруженијето. Загрижувачко е што и понатаму трендот на имплантација на помпи кај млади пациенти постојано расте. Сега имаме исто многу млади пациенти кои што веќе добија механичка потпора на срцето и тие се добри. 35 годишен пациент имаме, 37, 40 и нешто, највозрастниот не е 63. Значи почна да имаме пациенти и во другите градови. Инаку годинава за прв пат Здруженијето Храбро срце го одбележа Европскиот ден за органодарителство преку предавања на универзитетски професори и кардиолози, а целосна поддршка им искажал и председателот на државата Стево Пендаровски.